Во развиениот среден век, стремежот на Западна Европа беше во обнова на теолошката мисла со посебен осврт врз идеите на Аристотел. Тој период е наречен сколастика, латински скола, школа, расправа, истражување. Философијата тогаш имаше улога на слугинка на теологијата, помагаше рационално да се толкуваат и образложуваат верските ставови. Една од значајните пројави во духовна смисла е дека има две вистини – религиозно-догматска и научно-философска. Сколастиката може да се подели на три периоди – рана сколастика, 9 до 12 век, врв на сколастиката, 13 век, пад на сколастиката, 14-15 век. Раната сколастика имала три периоди, и тоа реалисти кои тврделе дека идеите вистински постојат, а единечните нешта се минливи, представник Анселмо Кентерберијски. Номиналисти кои тврделе дека општите нешта се само имиња, а постојат само единични нешта, представник Росцелин. Концептуалисти за кои идејата е општ поим со кој ги поврзуваме истите квалитети кај различни нешта, представник Пјер Абелар. Тома Аквински, роден 1225 година, живел до 1274. Ја создал официјалната доктрина на католичката црква, што представува негов теолошко-философски систем. Според Тома Аквински, светот е создаден на следниот начин. Материјата е пасивна можност, а формата е активниот принцип кој на материјата и дава актуелно постоење. Светот е создаден од ништо, под дејство на чистата форма, која всушност е Бог. Многу од делата на Тома Аквински се коментари на Аристотеловите текстови во духот на христијанската вера. За опаѓање на сколастиката особено придонесува делата на Дун Скот. Тој сметал дека поединечната форма е нешто случајно, што не се изведува од општото. Вилем Окам тврдел дека постојат само поединечни нешта, а општите поиме се само знаци на предметите.